Здраво друштво, се извинуваме што досниме веќе пол сат, али од технички причини. Денес сме повторно заедно со Владо Павлов, како што ви ветивме прошлата недела. Владо ги донесе и доказите за кварцната плоча, што наводно сакал да ја продава како артефакти од османискиот период. Ќе ви презентира докази што има и која е причината за неговите местинки, би рекол. Добар ден и среќен ден од Владо Павлов. Овде сме од градот Херој, од Прилеп, од нашиот локал, кафе Органит Агапи Прилеп, единствено во светот со ваква намена. И продолжуваме со активностите кои што ги започнавме во поглед на вистината за Македонија и вистината зашто на македонците им е најтешко да се македонци во својата сопствена земја. Оно што се случуваше изминативе години, оно што го правевме и оно за кој баравме да имаме заедничко истражување за еден клучен според нас доказ кој што го символизира Македон и кој што го символизира етерот, а етерот е основно и прво божество на древните македонци, без кој нема живот и неговата представа е преку цвеќето на животот. Ние не би биле македонци ако не се бориме за правда и за вистина. И одма ќе кажам на Баже дека ова нешто е започнато одамна, пред неколку години, иако беше понудено и на Паско Кузман. Извинете ми, ама тој лик во Македонија е нешто што не можам да премолчам. И кога зборуваме за оние парфемисани диви копачи, мислиме за вакви непријатели на Македонија број 1, како Митрадидот Паско Кузман, на кој што му беа представени сите докази во Македонија уште во 2006 година. Сите беа презентирани и од Овера Кочани. Да те прекинам само. Значи, како што те сватив, од диви копачи што ги викаш археолозите во нашите музеи? Не, диви копачи се оние сиромашни кои цел живот трагат по злато и на краја умрат со костум од некој роднина што му дадат. А овие парфемисаните диви копачи се оние со милиони што живеат и што ќе дојдат, ќе ти кажат пример овој артефакт не вреди, ќе го фрлиш, а тие длабоко во ноќта со фенери го зимат од луѓето. И после го завршува некаде најверојатно во странски држави што сакат да ни ја копираат нашата историја. Па, доколку се работи за клучен македонски доказ како што е овој, оде во Грција, доколку се работи за некоја словенска култура, оде во Бугарија, доколку се работи за отомански, оде во Турција кај Ердоган со некоја намалена вредност. Затоа и оно што го прават со овој доказ за Македонија дека од отомански период има своја цел да падне цената, да не биде интересен и да остане во некој двор, во некој музеј. Да се навратиме на темата, како на тебе успеа да ја запленат плочата? Во кој период се случи тоа? Значи, плочата и доказот за Македон поврзан со етерот, основното прво божество на македонците пред христијанството, започнува со една хајка која што започнува од Скопје. А хајката, од кои причини започнува хајката против вас? Дали хајката почнува во моментот кога вие почнавте да објавувате некои работи во јавноста за дискотеката Пулс во Гоча, во која се 63 дечиња и
над 150 се тешко повредени. Хајката започнува порано, ама оно што се случува за ова нова година, бидејќи во Музеот на Република Македонија и во депото стојат сите наши докази за Македонија, појдувајќи од Мородвис, а во некоја наредна ваква комуникација со наш YouTube канал ќе ги дадеме сите тие артефакти и јавно ќе го повикаме целиот македонски народ од овие артефакти кои се понајдени на пример во Мородвис, еден само да ни покажат. Значи, сакате да кажете дека артефактите сепак завршиле во некоја туѓа држава за некој да може да си го наполни својот џеп. Барем јас така. И да си го наполни својот џеп и да ја додржи Грција во живот, а преку неа и Вавилонската блудница ЕУ, затоа што милениче на ЕУ е Грција, а се тоа што го имаме ние како докази, значи се тоа што го знаеме за денешна Грција, тоа се поврзува со овие територии на денешна Македонија. Дали може гледам пред вас стои наредба, ова наредбата да ја прикажеме вака. Значи ова е наредба од Основен суд Кочани преку судија за претходна постапка за претрес во вашиот дом. Каде што може да видите дека нема никаде за поврзано со плочата и со сето оно што значи доказ за Македонија. Се гледа многу баво зашто е направено. Да, овде вика вака. Значи опфаќа претрес во една или повеќе простории кои се користат како свој дом и простории кои се поврзани во домот и имаат иста цел за користење, бидејќи постојат основи за сомневање дека лицето Владо Павлов во куќата на наведената адреса врши лекување на граѓани без да поседува стручна подготовка и постои основни за сомнение дека е сторител на кривично дело надрилекарство. Сега вие да ми кажете, пошто знам дека имате две солени соби. Едната е во Скопје, едната е во Битола. Дека имате Прво ние немаме ние здравствени услуги или вршиме лекување. Второ ние даваме услуги. Тоа е била фирма за која што има процес во иднина, фирма која што плаќала ДДВ, фирма која што плаќала вработување, фирма која што плаќала услуга, фирма која давала фискални, така да надрилекарство воопшто нема. И она хајка која што е направена кој што има за цел да ја наметнат како дека ние сме здравствена установа, тоа започна уште една година пред претресот во Беверли Хилс, Скопје, каде што влегува од барака број 5, најме центар чива испостава е, и каде што како сега овде да влезе инспекција или во флизерски салон или во берберници да каже излавајте сите од овде, ајде сега кој е газда овде да ни даде како воздух овде се диши. Значи, премногу провидни, премногу смешни работи со цел замолчување. Целта е јасна, затоа што има за цел да го замолчат, покрај замолчувањето што има за цел, има и многу други цели, а тие цели се поврзани со многу работи за кои што полека но сигурно ќе ги одгонетнеме. И не сакам ова да биде пример повеќе во иднина нито еден македонец да го малтретират и за сето ова што го поминав низ овој пекол овие 5 години, одлучив да формираме наша невладина организација на која што ќе помагаме на моите и на нашите македонци кои што имаат проблеми со извршители, нотари, суди и јавни обвинители, не знам коли не, затоа што длабоко најдов дека со ова што ќе ти го дадеме дел и многу други докази кои што се спроведуваат против мене, работи длабока држава или парасуд, пара полиција, пара влада. И затоа ова е наше барање, значи овде прови наосновно, како што гледате, во овој претрес никаде не е наведена плочата. Имаме надрилекарство, имаме измамување на куповојчите, ама никаде не е наредено, никаде немаме во овој претрес дека треба да стои и плочата, дека имам некои дела од некој кривично право против државата за продавање на артефакти или за кражба или за диви копачи или било. Да, артефактите законот ве повеќе гони отколку дрога да продавате. Точно е, ама никаде немам, ја немам никаде. Да, овде нема.
немам никаде основа која што е поврзана со цвеќето на живот и со тие докази кои што ги имаме ние за Македонија. Нема никаде во овој представено или дека има некоја комуникација, или дека било изложена на продажба, или дека имаме електронска комуникација дека јас преговарам за да ја продадам. Значи нема ништо од тоа. Едноставно доаѓа и на крајот завршува онака како што завршува, не може да пронајдат ништо од ова надрилекарство, не може да пронајдат од измамување на купувачи, нема никакво дело за кој што имам записник дека ништо не е пронајдено. Едноставно ти одзимат некои чаеви кои што ги имав за тестирање, за да си работам со нив, кои што ги користев, имавме ти зимат болници со вода и не знам што ли не, за да најдат некој доказ као демекеве ние работевме нешто. Како сега ова ќе го пиеме. Да може слободно да дојдат. Прекрасна лимонада, ова што е? Така? Ова е овошен сок на природна база, каде што се е природно и каде што имаме пријатели овде во една, како се викаше, Бонита, да. Ова е благодарност на Бонита за кој што имаме природен овошен сок и кој што гледаме секако да го промовираме овде од Прилепи со најминимални цени за да бидат луѓето задоволни, да имат потреба за имунитет. Така што за да се приклучиме на сето ова, ќе дојдеме до заклучок дека кој го е поднесел барањето, зашто е поднесено? Поднесено е уште на ден 15 март 2024 година, се спроведува на 16 март. Значи една година пред да се случи случката со дискотеката Пулс. И затоа, кога почнам да го истражувам Пулс и кога почнам да ги кажувам сите оние работи како специјалец, прво што ми дојде нешто несватливо е тоа зашто таа дата се појавува и кај мене и кај случувањата со Пулс. А потоа пронаѓајќи истата дата, пронаѓам дека и 2001 година започнува на 16 март на Тетовско кале и на 16 март се прави некој фалсификат куповен продажен договор со мојата бивша сопруга и една еминентна личност која што има за цел да ги сработи работите за оние кои што го прават се. До какви сознанија дојдовте во дискотеката Пулс, бидејќи тврдите дека сте истражувале, дали нешто знаете повеќе од она што го знае јавност? Дали некој пробува да скрие? Од она што го ние работев, од она што јас го истражував, затоа што сум родител и затоа што содействувам со родителите, иако моите деца во Кочани се живи и здрави, дека бидат живи и здрави, јас живеам исто како родителите, каде што сум ставен на животина, да не можам да ги гледам децата, да не можам ништо, се со една цел да се заврши некоја мисијата која што ја прави ова хајка против мене. Значи 4 години не сум се видел со керката, ќе сакам да се видам, ќе кажам внимавај да не пушиш или било што цигари, да внимаваш она. Одма овде настанува еден хаос, одма доаѓа до семејно насилство, одма доаѓа 5 полицајци од Овара до Влочани. Извини, не можам да ги кажам Овара Кочани. Затоа што најголемиот виновник за мене со Пулс е Овара до Влочани. А потоа е УЈП, а потоа и Основен суд Кочани. Да појасните некои работи, зошто според вас е вината? Овака, значи има една робјашка тактика, тоа го прават затвореници. Ако нешто сакат да сокријат телефон или дрога или било што, тие ќе направат одреден проблем, ќе запалат нешто или ово и ќе бегат. Фактички сакате да кажете дека Пулс служи како диверзија и одвлекување на внимание на она што на вистина се случува или треба да се случува? Најпрво што ми беше карактеристично за мене како обучен за секој вид на противтерористични делатности за минско-експлозивни средства, прво што ми висеше се тие табли, азбестни табли. И си велам, толку пари е пуштено, значи да, надвор некој ќе каже штала е, ти си работел одреден период таму, али она што е било 2012 и сега ова 2024 и 2025 со реновирањето, тоа е летачки брод внатре. Тоа е НЛО. Значи толку пари се фрлени за да не го сменеме покривот. А азбестните табли се обнотворни. Така да многу добро некој знае што прави претходно.
Зошто наоѓам маната на образ во Глочини? Затоа што јас во еден период имав мој локал во Кочани, Агапи 2020, Агапи имав ова, каде што немаше ден да не помине без инспекторката Весна, која што сега оде и плаче секаде, и кажува дека последните денови ќе поминала во затвор. Немаше ден да не поминам без да ми испратат полиција. Немаше некој ден да не поминам без Емил, бившиот градоначалник на Виница, да испраќа инспекција од БУЕП. Така да, сите овие кои што ги споменувам, кои што ја правеа ова хајка со Агапи и со Владо Павлов, се поврзани со Пулс, се дали е Божја наредба или не, нека си го знам они сами. Мене ми рековте дека за некаков кабел станува збор што сте го открили во Пулс. Дали може да ми кажете нешто повеќе? Значи, целата она истражувачка наша дејност, кој што ја започнавме прво од азбестните табли, потоа дојдовме до заклучок за висока температура, потоа истражувајќи ги со наши пријатели, знаете дека јас имам многу пријатели во класична медицина, живеам со многу доктори кои што сакат да работат со мене, а не сакат да бидат лобирани, затоа што имаме помогнато многу и за време на корона, и за време на и сега и на лица од канцер, каде што можам да бидам среќен и задоволен после секоја хемотерапија, со нашите бесплатни услуги кои што ги имавме. Пред да настане ова хајка, помогнавме на преку 200 лица и кои што до ден денес повеќето од нив се живи и здрави. Значи, ја бев промоторот класична медицина да биде спој со оно што јас го најдов, да го барам мојот мир, после специјалните единици и со алтернативната медицина. Така да, во комуникација со многу мои пријатели, со многу мои лица од класичната медицина и со некои работи кои што сме ги имале како доказ, дојдовме до заклучок дека повеќето од нив се починати од цијановодород. Дојдовме до заклучок таков затоа што повеќето од нив не стигнуваат до здравствената установа и дојдовме до заклучок од тоа што добивавме информации кои што ни велат дека повеќето од дечињата се починати со пена во устата. Тоа е идентично како утрињата кои ги троват овие од земјоделската аптека, знаеме ги кои се, кои што дават, знаете која смеса дават. Да, ланата одлично да. Ланата е идентично на цијановодород. Што значи дека Како би дошло до цијановодород внатре? Значи, цијановодородот сега сакат, пошто не можат повеќе да се излечат од тоа што ние го објавивме уште на 17 март, сакат да ни наметнат дека тој цијановодород е само од сунгерот. Да, сунгерот создава цијановодород, ама постои нешто друго. Поради кој што оние започнаа нова хајка со мене и пуштат кривична прива, измислуваат закони, зашто за некој што е чувал, па ќе ти каже дека ти кога си доаѓал кај мене на гости, јас сум те зимал 100 евра, 100 денари, да ја видиш таа табла и ред. Значи, имам, значи, кога во прашање Владо Павлов се измислуваат нови закони. Излавајте сите да видиме како воздух дишат овде. Каде треба да го проверам у Министерството на здравство, нема каде. Не разбираш? Значи ти барат нешто за што не можат да ти дадат дозвол. А еве, и не можат да ти дадат документ. Еве, записникот е направен. Погледни, ги има овде сите, ќе ги кажеме наредба КПП 51 2024 од 15 март, 16 март, издадена од Основен суд Кочани и сега. Настанот е заведен во книга на дневни настани под број, нема број. Ова дали стои како парасуд, параполиција. Да, наистина нема број. Погледнете, нема број. Да види јавноста дека број нема. Значи овде треба да стои бројот, ево овде, за наредбата, а наредба број нема. Еве, настаното за и овде, кај што имаме за превремено одземени предмети, настанот број нема број. Исто и овде, да. Настанот е заведен во книга за дневни настани под реден број, ама реден број нема. Овде може да го видите дека реден број нема. Дали се работи за параполиција, парасуд, тоа нека одлучат македонците и сите ние, дали е време да се бориме за правда, да се бориме за вистина и дали вака се работело со години уназад и умирале луѓе од билошки атентати, уништувале. Еве, овде исто имаме друг доказ, каде што ќе видите дека и овде нема реден број. Значи ги имаме овде, значи еве, на ден 22 март, тоа е веќе после претресот,
во 17:30 часот во Кочани, правно лице Агапи 2020 доел, што ти кажувам дека плаќал ДДВ, дека плаќал се што треба, дека плаќал вработени, а ти вели дека си измамник. Од лицето Владо Павлов, роден на 25.8.69 година во Кочани, постојано живеелиште, тоа и тоа, полициски службеник Кристина Јованова. Значи, Кристина се замарала со Владо Павлов во некоја си пара полиција, каде што овде стои настанот, е заведен во книга со дневен настан под број, нема број. Дај да го покажем и тоа. А знаеме Кристина со што е поврзана и како Кристина не можела да отиде во Пулс. Да, и овде на вистина нема број. Еве, настанот е заведен, ама не се кажува под кој број. И нема архивско бројче во обрадувачен. Сега може би ќе прават фалсификат после ова емисија. Да не ве чуде. Значи стои полициски службеник Кристина Јованова, она која што треба да има обвинение и со Пулс. И кој што ја штити некој. А зошто би требало таа да има? Затоа што знаеме која е нейната работа, а она се замарала со Владо Павлов. Ќе направиме на цела емисија која е нейната активност и каде е подбацила овара Дуглочани со Кристина Јованова и нейната намена како инспекторка што треба да заврши за Пулс. Тука е Илија Стојанов, мислам, а привремено ги одзедеа следните предмети, каде што стои и Александар Поп Захариев и Андонов. Тоа се лицата кои што учествувале во претресот, лица кои што навистина секаде кај што е објавен и записник за плочата и за секаде не е заведен, во ниту една книга не бил заведен и не пишува во која книга е заведен. Што значи дека, кога ќе погледнеме на сите овие работи, ова документација, ние веќе имавме барање до Министерство за внатрешни работи на 22 април 2025, подписник Ивана, каде што бараме на ден тај и тај, значи камена плоча со исклесан тај проверка, камена плоча со исклесан тој и во потврда. Потврда за одземени предмети број 23 286-1/108 од 22 март. Во истиот ден од домот на Владо Павлов се одземени и други предмети за проверка, за кои МВР се произнесе, изврши проверка, но за погоре наведените предмети, за цвеќето на животот и останатите, воопшто немаме податок зошто се одземени. И може тоа да Сега, а не се предмет во ниту една постапка. Дел од предметите представуваат оставина од неговите предци, а дел и биле вградени во куќата, во кој живее во внатрешните зидови. Така да сметаме дека нема основа да се задржуваат и предлагаме на ОВР Кочани да го повика барителот и да му ги врати погоре опишаните предмети. Нема ништо објава од ова што ние. Да. Поеве, значи, како што реков, све е со документи, до каде е доставено. Сето ова се случува пред 31 декември, кога ОВР Дуглочани многу работи заедно со парфемисани диви копачи 24/7, па ја проверуваат и доваѓаат на јас во Прилеп и Битола. Она што го објавуваат порталите. Исто имаме протестна нота од 23 декември 2024 година, каде што бараме враќање. Ова е протестна нота испратена и каде што имаме демонстрирано пред ОВР Дуглочани и пред Основен суд Кочани. Значи, 25-та, каде наводно... Значи, имате протестна нота на 23.12.2024 година. Така е, Од група граѓани од цела Македонија. Бараме враќање на камените плочи кои се клучен доказ за името на Македонија. Еве. Значи, уште од 2024 година е ова. Така е. Еве ги плочите. Овие плочи, јас, колку што знам, стојат над 15 години кај тебе. Стојат и други работи си знаат тие што има кои се заведени во ОВР Дуглочани. И тие работи треба да бидат во музеј. Кај што има доказ за сето тоа што е направено. И ако дојдеш до заклучок, прво што ќе дојдеш до заклучок, зошто е ова? Да се надоврзам прво за ова хајка кој што се спроведува, во спрега со мои пријатели, бивши, блиски пријатели, за кои што сум работел на тема македонизам и сум сакал да го воскреснеме македонизамот, а не со да се материализира некој. Да. И овие се докази поради кои што започнува потоа хајка, каде што во некој временски период без мое прашање некој истражува во мојот дом.
додека бев во брак. И започнува пеколо. Затоа одговорно тврдам, нека се појаве и Бадеване, Ванчо Деликатес, дали има за цел да го отуги моето место. Го повикувам и Радко, ќе го кажам Сорос и Вахабиста, Европа 92, така го знаат, може би Васпазијан ќе го каже, пошто е реинкарнација негова, да ни даде доказ каде води овај кабел, што ќе го објавиме за прв пат овде јас и ти денес. Имаш некаков? Да. Може да видам што е, пошто не си ми кажеш. Ќе го објавиме на крај. Да завршиме со уште некои работи да ги кажеме околу тоа. Добро, за дискотека. Целата игра која што е поврзана, ова претходно сме барале се. И немаше да најдат друго, откако пробаат да ги искористат сите нивни адути, од бивша сопруга до мои бивши пријатели на кои што целиот живот го вложувавме, преку измислени семејни насилства, преку некое демнење, јас никола не возам, а обвинителство за Скопје не носи за демнење. Значи се прави се само со една цел да се уништи, ако треба да се затвори, да се убие Владо Павлов, а со цел да му се отики дедовината. И да има нешто ако остави на Бог, тоа останува на целиот македонски народ. Не знам тука зашто не сум. И кога јас сега целата иницијатива ја започнав, со сето оно што го правиме, и кога ти кажав на кој начин дојдов до овие запучуци, поради тоа што ги барав моите деца, и гледат многу работи што ми се сумнителни. А одредени работи кои што почнав да ги истражувам со пулс, се поклупуваат со истите лица кои што претходно започнале да прават хајка против мене. Значи, овде беше инспекторката Весна, овде беше Емил, бившиот градоначалник на Виница. Овде беа лица од Обрадовочани, овде беше Темелков Зоран, овде беше, да не ги споменувам, и јадници, каде што доживеа како припадник на ритни специјални лици, и исто едно лице кое што поврзано со дискотеката Пулс да ми бара лична карта. На 100 метра до мојот дом. Мислам дека законски имаш право до 2 или 3 километри. Така е. Така Да не е. носиш лична карта. Да, ама целта беше да се провоцира Владо Павлов. И истото тоа лице исто поврзано со Пулс. Затоа што некој мислеше и веруваше дека Владо ќе биде тој што е бил некогаш. Значи со овие работи што ви ги прават на вас, фактички е целта ваше дискредитирање и замолчување за да не објавувате, како сега што ми рековте, некој кабел. Целта е една иста и единствена за кој што јас барам овој год да се направи повторна истрага со Пулс, да си ги разгледа работите, она со прскалките ми е смешно како специјалец и како обучен со секој вид на противтерористички делатности, нека се направи повторно истражување како што треба, а не да собираме докази од обезбедување, докази од ДЕКО, докази од било кој. Значи овде немаме ние, значи ако погледнеме што има се истражувано, било кој крим техничар од Битола да прашаме, од Прилеп да прашаме, каде да му кажеме, ќе се смее. Крим техника нема никаква работа завршена во Кочани. Значи било кој крим техничар, еве, јавно ги повикувам крим техничарите од цела Македонија во другите градови. Нека се произнесат со Владо Павлов и со мене и со тебе, дали не е смешно тоа што е правено во Пулс. Не знам, јас навистина ги немам погледнато доказите што ги имат доставено и не знам многу. Значи, наосновно, тука имаме троење од цијановодород како што кажа. Второ, имаме тука водороден флуорид. Тоа се хемиски изгореници. Значи, ги имаме сите слики, кај тебе има и кај мене има од дечињата кои се починати и ги гледаме со дела. Луѓе гледаме дека луѓе сакале кои ги прске со вода и подобро. Тоа е доказ дека тоа се хемиски изгореници. Тоа се бојни отрови. Тие бојни отрови не може да дојдат само од сунгирот. Сунгирот додека горе, пламенот оде горе, што значи дека цијановодород оде горе. До ден денеска се премолчува за експлозија кај што поголемиот број деца таа кажаа. До ден денеска никој не сака да каже дека покриво паѓа каде што кога ќе видиш не треба да видиш специјалист, да видиш само таму кога се случувало нешто и само таму има дупка од целиот покрив. Тоа е доказ од таа експлозија. Од каде таа висока температура?
Што е тоа што натежнувало тие цевки? Знаеме што прави ковачот кога го прави железото? Мора да го стоп, мора целосно да биде лава, жешко, за да може да работи на него. Исто тие цевки отправи од што се свиени. Морало да има некоја тежина, да. Морало нешто да натежнува додека дали тоа што паѓало на одделата на течињата е од топењето на железото, дали од некоја пластика. Не може да биде тоа од сунгерот или од стиропор да остане на одделата на децата. Дали сакате да откриете на јавноста, според вас, што би можело да доведе до такви изгореници? Значи, прво И наосновно. што би можело да се наоѓа горе на... Прво наосновно, овде што се случува поради кој што имаат за цел да ме замолчат, па дури на втори претходно неколку години уназад го плетуваат и мојот најмал син. Значи тоа е све, не можеме на магарето ќе удараме на Самаро. Од овде упатувам повик до Огора, до Глочани, немојте да го очекувате Владо Павлов дека ќе дојде и ќе бара со вас бамте за тамте со неговиот син. Прво јас се тргам од сите тие активности кои што сте ги спроведувале со мојот најмал син и јас од денес тој син дека му е Бог на помош. Јас сум најголемиот противник на некои работи, знам од каде е тоа, знам кој е тоа и повикувам Обора до Глочани или МВР, го повикувам Панче Пашковски да го преиспита целиот случај што е поврзан со Владо Павлов и неговиот син и точно да се дознае дали тие супстанции се од Скопје или од некој друго место. Ние знаеме од каде се. Ај, ќе ги објавиме кој, што и како. А другото кој што е многу битно е тоа што поради вистината за пулс, ако треба некој да ме става на Менгеле, и ако ни треба некој да ме става на Животина, каде што цело Кочани и цела Македонија молчи, а не знаеме утре дали овде во Прилеп ќе се случи, дали некаде на друго место во друг град во Македонија. И ако не го непнеме целата вистина, да се ставиме улога на родители како тие родители, иако се тие родители несвесни уште. Значи јас од првиот ден сакам да стапам во контакт и дадам до знање, веруваме не се свесни, се подейство, не знам што и дават медицината. Да не дава Бог на никој таква болка. Тачно е, ама првиот ден додека беше процесот, ако застаневме со ова што и го јас дадов, а имаме и докази, како сме испраќале пораки до председателот на Сдруженијето што во јуни, додека обвинителниот акт бил како што треба, а сега веќе е завршен, ќе имало посебна тежина цијановодородот тогаш, него ли сега кој ќе го објавува. Зошто АЦО го премолчи тоа и не го достави на родителите, он треба да каже на родителите за цијановодородот. Значи, имаме ние хемиски изгореници. Ова лица го знаат кои што се биле во војни, кои што учеле за биолошки отрови. Цијановодородот е смесок кој што не е од сега. Тие работи биле во Јасенице, биле во Алшар. Значи, на тој начин се тровени и Хитлер ги тровел. Гасните комори што се правени. Аушвиц, не Во Аушвиц. Што се правени гасните комори. Значи, треба овој Бог да си ја преземе работата како што треба. Значи, треба повторно да се дојде до заклучок. И некој ако сакал да се окрие трак, не може да се сокрие. Овде има обдукција, од обдукција треба да се каже. Дали децата имале наркотични средства, дали децата се од цијановодород, дали имат хемиски изгореници, гледаме дека имаме. Тоа лица кои што се биле во војната гледат и знаат дека е така. Нема да чекаме, нема потреба да чекаме ние на обдукција. Некои од родителите мене ми рекла дека се уште немат детали од обдукцијата на нивните деца. Не знам, не сум прашал повторно, поради тоа што незгодно ми е такви прашања да поставувам. Сепак тоа е за мене додавање сол на рана. Ние треба да застанеме онака како што треба, затоа што она што е било до некој временски период кај мене не дојде добро е, ние треба да се удействуваме со родителите како тоа што го правиме на овој начин со вистината. Не мора да одам секоја сабота на маршеви да одам, а јас од друга страна сум го дал целиот начин како дошло и зошто дошло до сето тоа. Прво, наосновно, сакам да кажам дека нешто искочило од контрола. Не верувам дека има толку монструм некој да направи таков терористички акт да го направи ова. Мислам дека нешто за да се спаси некој од нешто, не очекувал дека ќе дојде до сето ова.
Па таа теорија и кружи во јавност. Значи, не можам да обвинувам некого за сето тоа што е десено, затоа што јас, како припадник на елитни специјални единици, нема, значи, во акција да идеш или во војна или било што не може толку деца да загинат. Тоа е доказ дека нешто се случува кога паѓа покривот, а зашто паѓа и дали имало експлозија. Кој го тоа никога да нема да го каже. Прво и прво, ние одеме со праскалките преку науква доаѓа до сумирот. Мене ми да пак ќе те прашам интересно, ме заинтересира за кабелот што го спомна. Каков кабел спомна? Значи, овој дел од градот Кочани, сите знаат дека претходно е прекопуван. А тоа судействува со соларните панели во Кочани и Кочанско. Значи, го повикувам премиерот и ги повикувам сите да преиспитате на состојба каде се акумулира електричната енергија од соларните панели, каде што имаме 6 рида во Кочани, пред Кочани, соларни панели, а знаеме чиви се. Имаме соларни панели во тркање на локалитет. Да, и таму. На локалитет, каде што, еве од овде, ти си од тоа место пред црквата, уствари, извини, Спанчево, пред Спанчево, пред црквата, ние сме од тај дел, ти си тркање, јас сум од Спанчево, да речеме, со потекло од Парадедо, каде што на локалитет имаме соларни панели. Илинка, која што е археолог Кустос Кочани, треба да каже како е дозволено тај локалитет да стане парцела, за да некого откупе во стилот на кондукторот од Кочани, градоначалникот и овде да си стави соларни панели. Значи, ОЈО мора да го истражи случајот каде ја акумулира таа електрична енергија од овие соларни панели. Исто и Европа 92. Ми рековте дека имате слика од... Дали имате слика во вас, дали ја носите слика? Да. Тоа се е направено во тај временски период и се работи за подземен алуминиумски кабел. Го прашувам ОЈО да прате каде води зошто овој кабел води до пулс. И дали овие кабелови служат за инверторите да ја намалуваат електричната енергија пред да дојдат до некој акумулатор. Значи овој кабел води кон пулс. И е подземен алуминиумски кабел кој што го користат ајде ОЈО да работиме машки, сите имаме деца, нема утре да прекопува таму да ги тргат кабеловите сега од пулс па се натаму. Кочанчани, ве молам, еден апел до вас, да внимавате во овој дел, од пулс, према Радко и целиот тој дел, нема утре да го прекопува некој да ги вади кабеловите. Не повикувам ОЈО да го испати, да го иследи целиот овој наш случај и да ни дадат објаснение зошто служи овој подземен алуминиумски кабел кој што води до пулс. Да, овој ми личи на мене за како напојување за литиумски батерии, такво нешто да не. На инвертор, а инверторот потоа ја намалува струјата и продолжуваат акумулаторите. Да, можете да видите, да, сега го гледам кабел, да. Ова е прашање најпрво до Деко Јаготка, не можам да го кажам газда, иако е родител, иако има малку нешто људско во него, треба тој да каже ова вистина, за да му се опростат многу гревови. Освен ОЈО го прашувам и го повикувам Деко да ни даде доказ зошто му служил овој кабел. Ајде кочанчани молчеливи, ајде да дојдеме до заклучок, затоа што ако премолчувате, ние ќе го одгонетнеме целиот овој кабел и целата вистина со едно случување во Прилеп. Со еден исти ваков кабел, со исти ваков пожар. Мислам дека доволно
работи изнесовме за денес. Мислам, тој ти изнесе. Затоа сакат да пуштат кривични пријави, затоа кога не можат на нас, ударат на децата. Ама Бог е најголем. Значи, кај да удараат, Значи за себе треба да знаат дека некој може многу силно да удари. денес во ова Радугочани велат дека благо сите што се вмеша со тебе, сите Бог ги обележа. Не ова Радугочани. Не се сите обележани. Има уште некои што треба да бидат обележани. А ги знае Владо Павлов. А тоа што го барат од Владо Павлов, нема Владо Павлов да го... Владо Павлов ваки ќе се бори со вистината. Уште еднаш, ако ој овој ми одговори, вашиот газда Деко за мене е јаготка Деко, или ајде потрошен материјал Деко, нека каже зошто му служил, зошто овој кабел одел до Пулс. И затоа е целта, и покрај се тоа што објавено од првиот ден како родител, и содействувам со родителите, и се тоа што е поврзано, и достигнувањето на високата температура од сунгерот на 100 степени, настанува реакција која што доаѓа до експлозија, а претходно пластиката, заштитниот дел гори и паѓа врз децата, и паѓа од покривот и доаѓа до се тоа што доаѓа. Друштво, имајте убав и благословен ден. Еве сонце огреа во прилеп после овој. Ние да си го испиеме оваа лимонада, пошто е стварно многу вкусна. Е, осеќам некои семија внатре има Владо, што има внатре? Тоа е од малина и е 100% природна. И освен што е природна и многу алкомна. И ова е почистен овошен сок од пестициди, од све, со една технологија која што јас ја работам повеќе од 20 години, кај што го најдов мојот мир. Значи, после моја желба, која што сум имал во животот како специјалец, за кој што стварно бев фанатик специјалец, сега мојата желба е да работам со вистината и да помогам на луѓето, и додека седеме сега овде, ние се само излекуваме тоа што имаме голем негативен њон или етер, она што го представува цвеќето на животот, што значи дека ние тоа денеска го воскреснуваме, а цвеќето на животот го представува етерот кој што го создавуваат овие генератори, или во превод тоа е негативниот јон. А без негативен јон нема живот на земјата. Така да од тука кога дојдов до овие заклучоци, дојдов и до мојата самоистражувачка дејност, без динар од државата и не сакам динар, и ова не го правам да земам динар од држава, и секој пат моите дела ќе ги работам сам, затоа и го направивме ова единствено цел свет, затоа и ќе продолжиме и Скопје и Битола ако треба, и ова што го направивме за да ги додржиме солените соби каде што сум си дал заложба пред Бог, пред универзума, пред Галактичка федерација, како сакате кажете, ама има нешто горе над нас, дека децата до 12 години ќе имат бесплатни третмани, за кои што ти си сведок, беше во солената соба со мојата керка, бев со цела фамилија. Да. И навистина има благодат горе. Отидете ќе видите. Вака на збор не знам како да ви опишам, али ова исто мора да дојдете во Прилеп, Карши стадионот овде, фудбалскиот стадион. Нова адреса, Александар Македонски. Многу е, навистина многу. Лимонадата е нешто прекрасно, вако нешто немам пиено, реално да ви кажам. Природен сок. Нема лимонада, овошен природен сок. Не е ли, значи овошен природен сок, како сакате, дојдете, пробајте го, многу вкусно. Уште еднаш поздрав, имајте убав и благословен ден, се гледаме здрави и живи другата недела. Не го исклучуваме одма, сакам да го покажеш сонцето. Ние не сме пагани, ама веруваме во природата, затоа што ова сонце денес, сега што го гледате, беше мамурно. Да. И овде има овде камерман кој што го снима за YouTube, имаме телефон, значи имаме 1, 2, 3, 4, 5, 6 луѓе сме овде моментално. Добро, не мора да ги кажеме сите. 6 луѓе сме овде моментално, кои што гледате дека започнува сонцето, значи олеснување има и природата од она што се прави со она што го прават во Кочани со Пулс, и ако не застанеме во одбрана на Кочани, верувате ми дека секој друг град ќе биде Кочани. Кочанската секта мора да се сруши. И ќе се сруши. Да живее Македонија со дух, ум и фанатизам. За Македонија ве сакаме сите, љубов и само љубов, и кренуваме уште посилно од другата недела.
Поздрав друштво, чао. Ве сакам сите.